Почитувани присутни. Послушам пресниот координатор на ДПМН и му се чува. После 4 години владење на Талевски и не направен ни еден капитален проект во Битола, излегува од оваа говорница и го фали Талевски. Ја фали локалната самоуправа и ни кажува како да живееме во некоја голема метропола, каде се тиши. Жал ми е што не е тука, меѓутоа ќе му порачам дека на Талевски песна ќе му биде широка. За брзо. Тоа може слободно да му го пренесе. Песна широка човек. Ве молам, кажете си на почитувате и вие да фрлете. Не би сакала вие, колеги, да знаете колку е тесна широка. Ќе започнам со еден дел кој што навистина е многу поважен од се друго што се кажа од оваа говорница, а тоа е господинот градоначалник додека одмараше 3 месеци дома го осмислуваше ребалансот. Смислуваше на кој начин на битолчаните им пренесе розева иднина. Смислуваше на кој начин ќе ги прикаже бројките. Многу пати од оваа говорница имам кажано. Ниту имам намера да ги читам, ниту имам намера да ги кажувам, а уште помалку да верувам во нив. Она што е напишано по негова жилба, она што е напишано нема врска со реалноста, она што е внатре е лага како и се друго досега што се случувало во Битола. Ќе ве потсетам накратко на мај 2015 година, кога кажав на мој прес дека од општина Битола се одземени документи и кога Талевски излезе и рече дека тоа не е така. Потоа излегов и кажав дека е повикано од обвинителството, а тој излезе и кажа дека не е. Излезе и кажа дека не е покрената постапка за злоупотреба на службената должност. Од оваа говорница пред малку се зборуваше за бојазичноста на заедно. Не го прекинавте говорникот, а јас зборувам за предлагачот на ребалансот. Значи за предлагачот на ребалансот не смееме да зборуваме за некоја си изјава која што не е ни така како што се презентира. Така да ќе ве молам, значи доколку сакате да спроведувате ред, спроведете го како што треба. Така, и јас председател ќе ве разбирам, меѓутоа битолчани треба да разберете дека сите вие тука го поддржувате она што го прави Талевски. Значи Талевски не е сам. И затоа секогаш кога од оваа говорница ви го споменам неговото име ме прекинувате. Мене ми е тоа многу јасно. Меѓутоа, па се држам, значи точката е ребаланс на буџет, ребалансот го предлага Талевски, и јас зборувам за Талевски, не зборувам за некој од надвор. Не знам кај е прекината. Плюс, зборувам за документи кои се поврзани со парите во општина Битола. Кој дел не е од ребалансот, кажете? Ајде ве молам. Или не ви одговара на што го кажувам. Не ви одговара дека кога кажувам од тука дека ќе има притвор, вие ми рековте, уствари, Талевски рече дека нема. Не ви одговара дека не сме да подпишува документи од дома, а тој вели дека сме. Председателке, градоначалникот... Зошто да не се апрекам вас? Вие сте председател. Точно, колега, и тој суд сега го враќа притворот на Талевски повторно назад, па да видиме кој тоа 24/7 со инвеститорите работел од дома. Според овој ребаланс, очигледно е дека општина Битола најубаво функционира тој кој не е тука. Мене така ми се чини. Срамота е да ме прекинувате, бидејќи кажувам нешто што е поврзано со парите во општина Битола. И да ви кажам една работа, може би немаше потреба ни да трошиме пари за седници, ако е така да вие што зборувате, можехме од дома да гласаме. Сите од дома ќе работиме, нова услуга на општина Битола. Доаѓаме во вашите додома. Или на Skype. Тогаш што да имаме совет. Немојте. Еден капитален проект не е направен во Битола, еден. Ниту стадион, ниту затворен базен,
фонтана се има изградено, ниту улици се асфалтирани, аз не знам как ги гледат. Наискрено не знам как ги гледат. Дайте, покажете слика от затворения базен, покажете слика от новият стадион. Още 4 месеца има талески на власт. За 4 месеца ги направите. Ще ме прикинувате, кога зборувам за него. Но това е големият срам за Битола. Аз не можем да разберам како може от 5 неживи при крајот на неговият мандат уште да го браните. За крај, Битола ќе биде запамтена како град кој што имал само еден капитален проект, а тоа е притворот на градоначалникот, и уште еден капитален проект советниците кои го бранат до неговата последна изјава на телевизија. Благодарам.